Почитуван македонски народе, почитувани медиуми, почитувани представници од меѓународната заедница, денеска зборуваме по однос на информацијата која што е доставена до нас како пратеници. Ова е таа информација. Една штура страничка, која што се однесува на содржината на предлогот на преговарачката рамка за пристапните преговори на Република Македонија со Европската Унија. И за жал, и вчера, и денеска, господинот Ковачевски, кукавички и предавнички, подметна кукавичко јајце тука во собранието. И затоа што не може да се соочи со нас, представниците на народот, кои што имаме и како што да му порачам. И не може да бега Ковачевски, затоа што никогаш не може да избега од народот. Нема дупка во која што може да се скрие заедно со неговиот ментор Зоран Заев. И ќе го стигне правдата, почитувани граѓани. Ќе го стигне правдата затоа што таа можеби е спора, но секогаш пристигнува на вистинската адреса. Вие од СДСМ ја закопавте Македонија. Вие со вашата предавничка политика директно ја блокирате Република Македонија во евроинтеграциите. Република Македонија и пред вие да дојдете на власт, 13 години ги исполнуваше условите за почнување со преговори. И овој Ковачевски што денеска не е тука во салата, пред само 2 недели на овој француски предлог, на овој бугарски предлог во европски целофан, му кажа не. Што се смени за овие 2 недели? Знае јавноста, знаат и експертите, знаете и вие, пратеници од СДСМ, дека ништо не е променето. Се промени само лагата на Ковачевски и ништо повеќе. Но Ковачевски и Заев не можат повеќе да го лажат народот. Не можат да не лажат нас. Поднесовте информација за преговарачка рамка од само една страна која што не содржи ништо. Го деградирате собранието и нас како пратеници. Ние навредувате интелигенцијата. Информацијата Ковачевски треба да се ја земе со себе, да ја врати во владата, затоа што веќе го прифатил предлогот, затоа што не смее да отстапи повеќе и сето ова што го прави е фарса, само уште повеќе да го подели македонскиот народ, кој што и како е поделен. Требаше оваа кукавичка работа да се ја заврши сам, а не истото да го пренесува на нас пратениците. Со овој предлог се создаваат нови критериуми. Билатералните односи помеѓу Република Бугарија и Република Македонија стануваат услови, критериуми за понатамошно напредување на државата кон Европската Унија. Овој предлог станува темен лавиринт од кој што македонскиот народ и македонската држава нема да можат да излезат во наредните 30 години. Со овој предлог македонскиот јазик станува северно-македонски јазик, а веќе и почнаа да ме нарекуваат северно-македонци. Прифаќате промена на устав која што ќе отвори Пандорината кутија, која што повторно ќе ја редефинира Република Македонија по сите основи. Вие знаете дека тоа е прифатено, но ние од ВМРО ДПМН и коалицијата никогаш тоа нема да го дозволиме. Ќе го цитирам уште еднаш големиот Гоце Делчев, македонец, и еден од најистакнатите македонски национални херои, борци за независна и слободна Македонија, деец на македонската револуционерна организација, идеолог, организатор и водач на македонското револуционерно движење. Тој ја кажал една од најголемите мудрости. Јас не познавам друг народ кој повеќе страдал од предавствата на своите синови, изроди како македонскиот. Историјата не памети друг таков пример, кога еден ист народ по традиција, јазик и вера се разделува на разни спротивставени страни, една од друга оттуѓа. Па вие, колеги пратеници, ќе бидете токму овие предавници изроди за кои што зборува Гоце Делчев. Полтрони, овој пат во интерес на големо бугарските политики, кои денеска со вашиот акт на прифаќање на оваа информација, на која што пак ќе кажам не е местото во собранието, за бугарскиот предлог, го бришете стремежот на нашите херои и револуционери, дејци и писатели,
кои го положија својот живот, кои живееа за независна, суверена Република Македонија. И не ми е јасно како не ви е срам, како ќе живеете со ова. 11 дена, 12 дена луѓе протестираат против овој предлог. Цели фамилии, деца, стари, млади, ви кажуваат немојте да го прифаќате овој предлог. Народот знае точно што се случува. Вите со партици експерти кажуваат немој да го прифаќате овој предлог, не е добар, но вие и понатаму тврдоглаво продолжувате да одите кон уште едно предавство. Со овој предлог се укинува основното човеково право на македонецот да се самоопредели како таков, а тоа е да се чувствува македонец, кој говори собствен мајчин македонски јазик. Тоа е јазик на нашите предци. Како вие утре ќе ги погледнете луѓето надвор од собранието и ќе им кажете дека ова било во ред? Како ќе им кажете на вашите деца и внуци, кога еден ден ќе ве прашаат што направивте во врска со ова предавство? Како не ви е срам, толку ли ви е важна потењата, чуму е власт почитувани без народ и без држава? Не ни е потребен. Денеска имате посебна шанса, вие, пратениците, од СДСМ, од ДУИ и сите останати, да се предомислите, затоа што оваа информација не е добра. Денеска имате шанса да ја отврдите оваа лакрдија, затоа што нема предлог. И сами знаете дека се крие суштината на предлогот, а тоа е протоколот со кој се наметнува непринципиран услов да бидеме протекторат, да не контролира некоја си бугарска комисија која ќе одлучува дали доволно сме се откажале од Гоце Делчев, од нашата историја, од двата Илиндени и од сите други големи настани кои се вплесани во македонската самобитност. Со овој предлог кој веќе е прифатен од страна на премиерот Ковачевски и од страна на Бујар Османи, никаде не стои зборот македонец, никаде не стои македонски народ, никаде не стои македонски јазик. Сушност, вие денеска ја поддржувате декларацијата на Бугарското собрание со која не се признава постоењето на македонскиот јазик, кој е запишан и во стандардот на Унијата број 639 како македонски јазик заедно со сите други светски јазици. Кои сте вие со вашата маленкост да не прифаќате и да ја негирате посебноста на македонците и на македонскиот јазик? Со прифаќањето на таа еднострана изјава која Бугарија ќе ја депонира, во која се тврди дека македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот јазик. Како не ви е срам? Посебно се обраќам до македонскиот дел од пратениците на СДСМ, ЛДП, партијата на пионерите, србите и другите кои сте во коалиција со СДСМ да прифатите вакво нешто. Исто така би сакал да ја запрашам и мојата колешка Фаница, која што не гледам дека е тука во моментов, но би сакал да беше тука да ми одговори. Како почитувана Фаница, кога знаеш колку е вреден македонскиот јазик за македонците во Тетово? И колкаво значење има истиот и за нас и за нашите сограѓани? Како ќе ги погледнеш утре македонците во очи, ако денеска не станеш и не се спротивставиш на овој предавнички предлог? Како утре ќе положиш свеќе пред спомениците на нашите паднати борци во Тетово? Не знам со какви очи ќе ги погледнеш на вистина. Понатаму со овој предлог повторно се откажувате од македонското малцинство кое живее во Република Букарија, која нема никакви права, особено на основното право на самоопределување како македонци. Зарем 14 тужби во Страсбур не се доволни да ве предомислат и да не го прифаќате истиот. Вие, пратениците од СДСМ и мнозинството, денеска ќе прифатите во учебниците од кои учат нашите деца и ќе учат идните генерации да бидат фалсификувани. Вие денеска ќе се откажете и од Свети Климент Охридски, и од цар Самуил, и од браќата Миладиновци, и од Гоце Делчев, и од сите други. Коските на основачите на вашата партија денеска се превртуваат во гробовите. Вие денеска плукате врз коските на нашите дедовци кои беа ранети и убиени од бугарскиот окупатор. И само да ви кажам дека Тетово и Полог никогаш нема да ги заборават убиствата на вратничаните во 1944 година, кога не можејќи да се одмаздат на шарскиот партизански одред, бугарската фашистичка војска влегува во селото Вратница и се нафрла врз цивилното население. Според тоа не постои место во Македонија каде што не е пролијана македонска крв од бугарските фашисти и окупатори. На крајот, вашата информација не заслужува да биде тука во собранието и јас ќе ја искинам исто како и моите претходници, затоа што не е местото тука. Благодарам.
Миле Талевски, реплик.